Земјите од соседството се најпосакуваните дестинации за македонските граѓани за дочекот на новата 2025 година. Од останатите европски држави, најбарани дестинации се Виена, Прага и Будимпешта, а туристичките оператори го издвојуваат и Истанбул со понудата за дочек на новата година, крстарејки на брод на Боспорот. За наше изненадување, за прв пат оваа година пуштивме програма за Атина, прослава на Нова година, и морам да кажам дека имаше доста голема побарувачка и задоволни сме од тоа, нели, што турата се распродаде за многу кратко време. И освен овие такви екскурзии, да ги наречам повеќе дневни, местата како Банско, Копалник се секогаш атрактивни за граѓаните, можеби не за новогодишната ноќ, но за деновите после Нова година, значи Бадник, Божик, сакаат луѓето да го поминат на такви зимски дестинации и секако спа центрите. Оваа година доста актуелни беа бањите во Србија и во Бугарија. Голем дел од македонските граѓани новата година ќе ја дочекаат во домашна атмосфера со најблиските, во кафулињата и рестораните или пак на плоштадите. Дома со најблиските, во домашна атмосфера, втора сме на работа, па после работа ќе се собереме дома. Дома. Но има и граѓани кои новата година ќе ја дочекаат надвор од земјава. Овака 2024 година ја дочекавме во домашни услови со најблиските. Па оваа година решивме исто со најблиски да одиме до Солун, до Грција, па очекувам да поминеме уште подобро од минатата година. Копалник. Председателот на Туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија, Аркан Керим, за гласот на Америка на македонски, вели дека во Северна Македонија за дочекот на новата година најмногу се очекуваат гости од соседството и исполнување на сите туристички капацитети на државата. Искрено да ви кажам, ние имаме феноменални цени. Цените, да ги споредите со која било држава во соседството, со која било држава на Балканот, ние имаме најпригладни цени и за тие што доаѓаат, и за нашите патници, и за нашите туристи што патуваат во странство. Бидејќи, верувајте ми, ние сме последната неосвоена оаса на Балканот и во Европа со прикладни и коректни цени за секој джеб. И преку вашиот сервис ги поканувам и сите што не гледаат од Америка и од Канада да ја посетат Македонија, да дојдат да видат колку ние имаме убава гастрономија, колку сме напредни во сето тоа и колку се цените многу подобри од било каде. Дали луѓето патуваат или не, зависи од многу причини, но нема рестрикции на желбите за новата година. Па очекувам да биде уште подобро од 2024-та, посакувам да си остварам се што имам замислено. Здравје, среќа, доволна. 2024 година беше една добра година за мене. Очекувам да биде 2025 уште подобра, така да се надевам дека ќе биде уште подобра. Здравје на сите, среќа и многу пари. Патувањата во овој дел на годината остануваат популарни. За некои промена на средината е одмор. За други тоа символично означува почеток на нешто друго. Но за сите новата година е обоена со надеж за убави времиња што доаѓаат. Нека ни е среќна и берикетна. За гласот на Америка на македонски, Мартин Николовски.